Граѓаните ширум земјата утрово масовно го поддржаа бојкотот на маркетите, кој беше организиран како протест против високите цени. Според фотографиите и сведоштвата од различни градови, многу супермаркети останаа со празни каси, а бројот на купувачи беше значително намален. Организаторите на бојкотот изјавија дека ова е само почеток на притисокот врз трговците и властите, со цел да се постигнат поповолни услови за потрошувачите. Тие најавија дека доколку не се преземат мерки, следуваат нови и порадикални акции. Од маркетите велат дека бојкотот се почувствувал, но останува да се види дали ќе има реално влијание врз цените. Експертите, пак, оценуваат дека ваквите акции можат да дадат резултат, но само ако траат подолго и се организираат на национално ниво. Граѓаните кои го поддржаа бојкотот порачаа дека не можат повеќе да ги издржат високите трошоци за храна и дека е време за промени. Многумина ги повикаа властите да интервенираат и да донесат мерки за стабилизирање на цените. Работниците со нетрпение го очекуваат зголемувањето на минималната плата, но според премиерот Христијан Мицкоски, конечната одлука треба да ја донесат синдикатите и работодавачите. Тој нагласи дека владата нема да се меша директно, туку ќе ги поддржи договорените решенија. Синдикатите бараат значително покачување на минималецот, тврдејќи дека сегашната сума не е доволна за достоинствен живот. Од друга страна, работодавачите предупредуваат дека зголемувањето на трошоците за плати може да доведе до отпуштања или зголемени цени. Економските аналитичари посочуваат дека е неопходен компромис кој ќе ги задоволи и работниците и работодавачите, без да создаде дополнителен притисок врз економијата. Тие предлагаат минималецот да се зголемува постепено, во согласност со економските можности. Очекувањата се дека преговорите ќе завршат наскоро, но останува неизвестно дали договорената сума ќе биде доволна за да ги исполни барањата на работниците и истовремено да не ја загрози стабилноста на компаниите. Словенија донесе нов закон со кој на лекарите од државните здравствени установи им се забранува да работат приватно. Властите сметаат дека оваа мерка ќе ја подобри достапноста на здравствените услуги и ќе го намали времето на чекање за пациентите. Министерството за здравство објасни дека многу лекари ја користеле работата во јавниот сектор за да стекнат пациенти, а потоа ги упатувале во приватни клиники. Со новиот закон, оваа пракса ќе биде оневозможена, а фокусот ќе биде на јакнење на јавниот систем. Од друга страна, лекарските здруженија предупредуваат дека ова може да доведе до одлив на медицински кадар и до недостиг на специјалисти во државните болници. Тие бараат компромисно решение кое ќе ја задржи флексибилноста на докторите, но без да се наруши јавниот интерес. Законот веќе предизвика поделени реакции во јавноста, а се очекува да стапи на сила во наредните месеци. Владата уверува дека нема да има нарушувања во здравствениот систем, но граѓаните стравуваат. Украинската воздушна одбрана собори 59 од вкупно 102 руски дронови во најновиот масовен напад врз нејзината територија. Според официјални извори, дроновите биле насочени кон критична инфраструктура и цивилни објекти низ повеќе региони. Нападот е еден од најголемите досега, а украинските власти тврдат дека благодарение на противвоздушната одбрана спречиле поголеми штети. Сепак, неколку градови претрпеле удари, а пријавени се и прекини во снабдувањето со струја. Руската страна не ги коментираше директно нападите, но во последните недели значително ги засили воздушните операции врз Украина. Киев, пак, продолжува да бара дополнителна воена помош од Западот за да ја зајакне својата одбрана. Меѓународната заедница го осуди нападот, повикувајќи на итно запирање на непријателствата. Украина најави дека ќе одговори со зголемени контранапади, додека конфликтот и натаму ескалира. Покус оболедување на 42 годишна возраст почина новинарот Ѓорги Томик. Тој работеше како новинар и уредник во неколку македонски медиуми, а кариерата ја продолжи во секторот за односи со јавност и маркетингот. Колективот на Вистинска телевизија изразува длабоко сочувство до семејството.